одлука нема на сајтот на ДИК, мислам дека тоа е првиот извор на информирање. Закажане за утре одредена седница, апсолутно нема точка на дневен ред за прекршочните пријави. Би сакале да го прашаме како мисли тоа да го направи. Исто така, доколку и останатите членови на ДИК ја следат неговата логика и се согласува со неговото мислење, ги охрабруваме со без размислување да донесат таа одлука и поднатаму ќе следи нашата главна реакција. Ова е, значи, за жал, токму поради неславното учество на телевизијата на председателот на ДИК изјава и наша реакција насочена пред кон председателот, ќе се воздржиме да биде кон самата институција. Се разбира, доколку е потврди самата институција одлуката на нивниот председател, тогаш ние ќе излеземе со главна реакција. Така да сватите го, значи, само како првична реакција на Социјалдемократската унија. Повелете. Значи нема да реагирате на дали ќе ви поднесат прекршочна пријава против вашата партија? Ние реагираме како председател си дозволува да излегува во јавноста без донесена одлука. Апсолутно мислам дека се рушат одредени законски елементи на функционирање на институцијата. Дополнително рековме која е тежината и дали тоа е начин како треба еден председател да действува во едни вакви услови за Македонија. Значи го ја повикуваме јавноста да си каже тој председател, тој партиски член на одредена политичка партија, како си дозволи да излезе со такви изјава во јавноста. Има сомнежи во јавноста за сумата на пари што ја потрошила партијата Социјалдемократска унија за кампања. Може да кажете колку пари се потрошени за кампањата и од каде се тие средства на така релативно млада партија? Видите, наистина има многу сомнежи меѓу граѓаните на оваа држава, има многу сомнежи сите овие 20 години за многу работи што се случували. Ја би сакал исто така пред ние да соопштиме било што, да се соопштат посебно носителите на функции во државата, пред се и владата, или председателот на државата, кои државни пари и колку државни пари потрошија за нивните кампањи, каравани низ Македонија, после ние ќе излеземе. Инаку точно дека имаш одредени фантастични бројки, како што слушнавме во јавноста, сакам да негирам било какви бројки, бројките се многу помали, меѓутоа очигледно дека тие бројки, како што видовме од одредени парламентарци на опозиционата партија кои што излегуваат, очигледно не знаат и немаат воопшто осет како се стига до одредени бројки, бидејќи никогаш ништо не завршиле работа во животот, секогаш некој друг на тацнин ги носи работи и затоа мисли дека кој знае што и како е. Кога човекот се труди и се обидува да заврши некоја работа, на еден начин се снаоѓа. Фала Богу, постојат и демократски и пазарни принципи и во пазарот и демократијата многу работи се возможни на легален начин. Суштината на обвинувањето на ДИК на некои невладини организации беше дека всушност вие се пуштате во предвреме на изборна кампања, што е забрането според изборниот закон. Кампањата почна 20 дена пред избор. Дали вие не сметате дека вашите активности не се пред време на изборна кампања? Значи, уште еднаш ако може да ве коригирам или да се коригирате, бидејќи мислам дека освен ако некој не сака мене да ме негира или коригира, мислам дека ние се уште не сме виделе одлука на ДИК. Ако видам некој, кажете ми, ќе реагираме по одлуката на ДИК. Токму тоа кажам. Реагираме по изјавата на председателот на ДИК. Затоа што нешто ќе се направило во понеделник. Мислам, кој е тој начин на комуникација и која е таа одговорност на тој така наречен председател, партиски член. Значи, немаме одлука, ако ви знаете, кажете. Ние проверивме преку различни извори на званичниот сајт, кај што би требало да има, и видите дека во одлуки нема ништо. Најавена наредната утрешната седница, никаква одлука за прекршочни пријави нема на дневен ред. Која е таа одговорност и на кој начин мислат они тоа да го прават? Дали мислат како сите овие 20 години? Токму затоа и паролата излезете од црно-белиот свет. Ние сметаме дека може и ќе понудиме една поразлична визија за државата. Ние сме млада партија, само неколку месеци, меѓутоа морам да ви укажам дека има многу искусни луѓе кои што виделе што се случува во Македонија, меѓутоа виделе многу пошироко и во светот што се случува и кај сме ние и што треба да направиме во овие услови. Така да кампањата е исклучиво промотивна. Ако на некој му смета очигледно, меѓутоа не очекувавме дека тоа сметање ќе биде од ваков обим, они да се веќе на самиот старт на живењето на една политичка партија да почнат со вакви методи.
Господин Римски, како оценувате ситуација во држава? Дали сметате дека партиите веќе некои партии ја почнаа предвремената кампања? Од ваша гледна точка? Кампањата е започната, реков, ако е потврди одлуката Дикнити за со главна реакција, ќе почнеме да поставуваме прашање. Има 1001 пример на започнување на кампања, ако зборуваме званично. Инаку уште нешто ви потенцирам дека за нас, за Социјалдемократската унија, ова е навистина промотивна кампања. Како мислиме ние да се представиме пред граѓаните, излеземе на избори, зборам за сериозен политички објект, како што сакаме да се гледаме и како што сакаме да не гледаат граѓаните. Значи, логично е, со нова млада партија, најпрво да имате промоција или одредено представување. Факт е дека сме стари не повеќе од 6 месеци. Треба времето да се постават структурите, општинските организации, веќе имаме формирано 30-тина. Значи, вие мора да создадете еден период одредена база. Кога ќе создадете базата, може да се создадени се тогаш условите за одредена промоција во јавноста. Таа е логика. А тоа што се поклопува, тоа апсолутно не е наша вина. Ние сакаме да имаме успех и да имаме доволно можности за промоција. Инаку ќе остане ова што сега го нарекуваме црно-белиот свет, а судбината на Македонија и до сега и во иднина апсолутно не сметам дека може да се смени. Добро, многу.